Гледам ово крива Паланка што се дешава со крива река. Пазете, од Институт за јавно здравје, до Центар за јавно здравје Струмица, до приватни акредитирани лаборатории кои што ние како општина ги ангажиравме, до лаборатории во самото комунално предпријатие. Борба водевме со 0,05 микрограми манган на литар вода, кои што се над дозволените законски граници. И успеавме. И тука беше една канонада врз Струмица. Не им работела филтер станицата, не апсолутно таа безпрекорно функционира. Не е добро изменаџирана браната. И сега гледам у Паланка, добро, имаме ние Институт за јавно здравје, имаме Агенција за храна. Од она што го слушам. Ова е река во која што има отпад од рудник. Ако има отпад од рудник, кој што многу веројатно е дека користи цијанид, и по тоа што го слушаме дека земјоделските површини се наводнуваат од таа река. Ова е еколошка бомба. Си играме играчка со државата. И зошто велам си играме играчка? Јас ги слушам сите министри во влада и ги следам затоа што е предмет на интерес. Засегнати сме како град. Јас царо не знам, Министерство за животна средина, освен со етничките прашања, може да се позанимава малце со крива река, крива Паланка, со загадувањето на воздухот во Струмица, наместо да го менуваме грбот и химната. Министерот за здравство може да ни овозможи во Струмица, во Струмичката болница, компјутерска томографија наместо химна и грб. Министерот за економија може да се позанимава малце со економски прашања и со локална економија, па да го слушне гласот наш како општина и како ние стратешки размислуваме во однос на развој на локалната економија. Да видиме што со индустриското производство кое што има сериозен пат. Да видиме што со оние најави за отпуштање на работници од странските инвеститори. Мислам, ние сме сериозно економски врзани со економијата во Германија. Не може да не го третираме прашањето, па малце ветре да задува во германската економија, ние овде бронхит фаќаме. Тие прашања не ги третираме. И ќе збориме што ли не.